Естира, глава 1. Во времето на Ахасвер, на оној Ахасвер кој владееше над 120 покрајини од Индија до Етиопија. Во тоа време, додека царот седеше на престолот на своето царство во тврдината на градот Шуша, во третата година на своето царување, тој даде гозба за своите кнезови и службеници. Така се најдоа пред него заповедници на персиската и мидиската војска, првенците и покраинските управители. Полни 180 денови, тој ги покажуваше богатството и славата на своето царство и величествениот блесок на својата величина. Кога помина тоа време, царот даде во градинскиот трем на својот дворец седмодневна гозба за сиот народ, кој се наоѓаше во тврдината на градот Шуша, од најголемиот до најмалиот. Завеси од најубав лен, од волна, од отворено црвено сукно беа прицврстени со врвци од љубичесто и од црвено сукно на сребрени прстења на столбовите од бел мермер. На подот од зелен и од бел мермер, од бисери и од бесцени камења се наоѓаа постели од сребро и злато. За пијачка служеа со златни чаши, се една од друга различни, а вино имаше царски изобилно, како што и личи на царската сила. Се пиеше по некое правило, но не присилно, зашто царот им нареди на сите надгледувачи на својот дворец да постапуваат со секого според неговата желба. И царицата Астина даде гозба за жените во царскиот дворец на царот Ахасвер. На 7-миот ден, кога царевото срце беше весело од вино, им нареди на Меуман, Висат, Арвон, Викта, Авакта, Зетар и Харкас на 7 скопенци кои му служеа на царот Ахасвер, за да ја доведат пред него царицата Астина со царскиот венец, за да им ја покаже на народот и на кнезовите нејзината убавина. Таа навистина беше привлечна, но царицата Астина не сакаше да му се одзве на царскиот повик, што и го пренесоа дворјаните. Тогаш царот се разбесна многу и неговиот гнев се распламта и ги запраша мудреците кои ги познаваат времињата, зашто секоја царска работа се проучуваше така меѓу оние кои ги познаваа законите и правото. Најблиски му беа Карсен, Сетар, Адмат, Тарсис, Мерес, Мерсен и Мемукан, 7 кнезови на Персија и Мидија. Тие смееа да го гледаат царевото лице и заземаа на истакнати места во царството. Ги праша: што треба да биде превземено според законот против царицата Астина, која не и се покори на царевата заповед, што и ја соопштија дворјаните. Тогаш Мемукан одговори пред царот и пред кнезовите: царицата Астина не сгреши само пред царот, туку и пред сите главатари и пред сиот народ, кој престојува во сите покрајини на царот Ахасвер. Зашто за царичиното држење ќе научат сите жени, па ќе ги презираат своите мажи, велејки: царот Ахасвер нареди да ја доведат пред него царицата Астина, но таа не сакаше да дојде. И жените на персиските и мидиските кнезови, откако ќе научат за царичиното однесување, уште денес ќе им раскажат на царевите главатари, па ќе има противење и презирање во изобилство. Затоа, ако му е угодно на царот, нека биде објавена царската заповед и нека биде вметната меѓу законите на Персија и Мидија, така што не ќе може да биде отповикана. Царицата Астина да не смее веќе да се појави пред царот Ахасвер, а царот нека ја предаде царската чест на друга жена, подобра од неа.
Кога таа наредба, што царот ќе ја даде, ќе се расчуе по целото царство, што е навистина големо, сите жени ќе им искажуваат почитување на своите мажи, од најголемиот до најмалиот. Зборот им се свиде и на царот и на неговите кнезови. Затоа тој направи како што му советуваше Мемукан. Испрати писма во сите царски покрајни, на секоја покрајна со писмо со кое таа се служела, а на секој народ на негов јазик, за да биде секој маж господар во својата куќа. Глава 2. По тие настани, кога му стивна гневот, царот Ахасвер си спомна за Астина, за она што таа го направи и за што беше одлучено против неа. Тогаш момоците кои му служеа на царот рекоа: нека бидат побарани за царот млади девојки, девици со убав изглед. Царот нека одреди во сите покрајни на своето царство повереници за да му ги соберат сите девици со личен изглед во тврдината на градот Шуша, во женската куќа под управа на Игај, царевиот скопеник, чувар на жените. Тој ќе се погрижи за нивната нега. Онаа девојка што најмногу ќе им се допадне на царевите очи, нека царува место Астина. Тоа му беше по волја на царот и тој направи така. Во тврдината на градот Шуша беше некој си евреин, кој се викаше Мардохеј, син на Јаир, синот Симеев, син Кисов од Венијаминовото племе. Тој беше протеран од Ерусалим меѓу заточениците кои ги одведе вавилонскиот цар Навуходоносор, заедно со јудејскиот цар Јехонеј. Тој ја одгледуваше Адаса, односно Естира, ќерката на својот чичко, зашто таа немаше ни татко, ни мајка. Девојката беше прилична и со убав изглед. По смртта на нејзиниот татко и на нејзината мајка, Мардохеј ја зеде кај себе како ќерка. Кога се расчу за царскиот збор и за неговата наредба, многу девојки се собраа во тврдината на градот Шуша под Игаев надзор. Така ја доведоа и Естира во царевиот дворец, под надзор на Игај, чуварот на жените. Девојката им се свиде на неговите очи. Таа ја придоби неговата наклонетост и тој се погрижи за нејзиното разубавување и за издржување. Покрај тоа и даде 7 највредни робинки на царскиот дворец и ја премести заедно со девојките во најудобните простории на женската куќа. Естира не ги спомна ниту народот, ниту потеклото свое, зашто Мардохеј и беше забранил да го направи тоа. Секој ден Мардохеј шеташе пред дворот на женската куќа за да научи како се чувствува Естира и како се однесуваат кон неа. Секоја девојка требаше да влезе кај царот кога според уредбата за жените ќе дојдеше ред на неа, односно после 12 месеци, зашто тогаш завршуваше времето на нивното разубавување. 6 месеци со масло од смирна, а 6 месеци со миризлива смола и со други масти за женска нега. Па кога девојката влегуваше кај царот и беше дозволено да понесе со себе од женската куќа во царскиот дворец се што ќе побараше. Таа влегуваше навечер, а наутро се враќаше во друга женска куќа, под надзор на Саазгаза, царев скопеник, чувар на соложниците. Веќе не му се враќаше на царот, освен ако ја посакаше посебно и ако ја повикаше кај себе по име. Кога и дојде ред на Естира, ќерката на Авихаил, кој беше чичко на Мардохеј, која имаше присвоено за своја ќерка да влезе кај царот, таа не побара ништо, освен она што и рече Игај, царевиот скопеник, чувар на жените. Сепак предизвикуваше восхитување кај сите кои ја гледаа. И така ја воведоа Естира кај царот во неговиот царски дворец во 10-тиот месец, месец
Тевет, во 7-та година на неговото владење. Царот ја залюби Естира повеќе од сите други жени. Таа му омиле повеќе од сите други девици и таа ја придоби неговата наклонетост. И тој го стави царскиот венец на нејзината глава, па таа стана царица место Астина. Потоа царот даде голема гозба во чест на Естира за своите кнезови и службеници, на сите покрајни им одреди починка и им раздели дарови царски дарежливо. Кога девојките беа собрани, повторно Мардохеј седеше при царската врата. Естира не го кажа ни народот, ни потеклото од кое произлегуваше, како што и беше наредил Мардохеј. Естира и натаму ги пазеше сите Мардохееви упатства, како кога се наоѓаше под одгледување. Во она време, кога Мардохеј седеше при царевата врата, Вихтан и Терес, двајца цареви дворјанци, чувари на прагот, пламнаа со гнев и почнаа да смислуваат да подигнат рака против царот Ахасвер. За таа нивна намера научи Мардохеј. Тој и соопшти на царицата Естира, а Естира му соопшти на царот во Мардохеево име. Се истражи и завера беше откриена, па двајцата беа обесени на столб. Тоа беше запишано според царот во книжниот свиок на летописите. Глава 3. По тие настани, царот Ахасвер го унапреди Амана, синот Амедатин, Агагеец, го возвиши и неговиот престол го постави над сите други достоинственици, кои беа со него. Сите цареви, службеници кои се наоѓаа при царевата врата, се поклонуваа и коленичеа пред Амана, зошто царот нареди така. Но Мардохеј не се поклонуваше ниту коленичеше. Царевите службеници кои се наоѓаа при царската врата му рекоа на Мардохеј: "Зошто ја престапуваш царевата заповед?" Иако тие му го повторуваа тоа секој ден, тој не ги послуша. Тогаш тие му го јавија тоа на Амана за да видат дали вреди Мардохеевото оправдување. Зашто им рече дека е евреин. Кога Аман утврди дека Мардохеј ниту му се поклонува, ниту коленичи пред него, се налути силно. А кога научи на кој народ му припаѓа, му се стори премалку да ги подигне рацете против самиот Мардохеј, туку науми да ги погуби со него и сите евреи кои живееа во сето Ахасверово царство. Во првиот месец, односно во месецот Нисан, во 12-та година на Ахасверовото царување, во присуство на Аман фрлија фур, односно жребка, за да ги утврдат денот и месецот. Жребката падна на 13-тиот ден на 12-тиот месец, односно на месецот Адар. И Аман му кажа на царот Ахасвер: "Во сите покрајни на твоето царство има еден народ, распрснат сред другите народи и одвоен од нив. Неговите закони се инакви од законите на сите други народи. Тие не ги пазат царските одредби. Затоа царот не смее да ги остави на мир. Ако му е по волја на царот, нека се распише за да бидат убиени тие, а јас ќе им избројам 10.000 сребрени таланти во рацете на поверениците, за да ги внесат во царската ризница." Потоа царот го извади печатниот прстен од раката и му го предаде на Амана, синот Амедатин Агагеец, непријател на евреите, и му кажа: "Нека ти бидат сребрениците и народот, па направи со нив што ќе биде добро во твоите очи." Во 13-тиот ден на првиот месец беа свикани царевите писари, па составија писма за она што го наложи Аман и им ги упати на царските намесници, на управителите што стоеа на чело на поодделни покрајни, на кнезовите на секој одделен народ, на секоја покрајна со нејзиното писмо и на секој народ на неговиот јазик.
Писмата се напишани во царево име и врз нив е удрен царевиот печат. По брзоотците им беа испратени на сите цареви покрајни посланија за да бидат сите евреи, од децата до старците, децата и жените, уништени, погубени, истребени, а нивните имоти да бидат запленети во еден единствен ден, и тоа во 13-тиот ден на 12-тиот месец, на месецот Адар. Содржината на оваа наредба, што имаше да стане закон во секоја покрајна, им беше објавена на сите народи, за да бидат подготвени за тој ден. Гласниците тргнаа брзо со царевата заповед. Указот беше објавен и во тврдината на Шуша, па додека царот и Аман седеа и се честеа, градот Шуша беше вознемирен. Глава 4. Мардохеј научи за се што се случи. Ја раскина облеката врз себе, облече вреќишта, се посипа со пепел и помина сред градот, тажејки гласно и горко. Дојде само до царевата врата, зашто со она вреќиште врз себе не можеше да помине низ неа. Во секоја покрајна, секаде каде ќе се научеше за царевиот збор и за неговиот проглас, жалоста завладуваше меѓу евреите. Постеа, плачеа и ридаа. На мнозина од нив вреќиштето и пепелта им стана легло. Естирините девојки и нејзините скопеници дојдоа да ја известат за тоа. Царицата се вознемири многу. Му испрети облека на Мардохеј за да ја облече, а да го соблече вреќиштето од себе, ама тој одби. Тогаш Естира го повика Атаха, еден од царевите скопеници, кој беше одреден на служба, па го испрати кај Мардохеј за да научи од него што се случило и зошто е таков. Атах отиде до Мардохеја на градскиот плоштад пред царевата врата. Мардохеј му раскажа што му се случило и подробно го извести за сребрениците што Аман ветил да ги вложи во царевата благајна, за да би можел да ги уништи евреите. Му го даде и преписот од наредбата за нивното погубување, која беше објавена во Шуша, за да ја покаже на Естира, та да ја јави и да ја наложи да отиде кај царот. Нека го моли за милост и нека посредува кај него за својот народ. Атах се врати и ја донесе на Естира Мардохеевата порака. Естира му одговори на Атах и му нареди да му соопшти на Мардохеј. Сите цареви службеници и народот на царевите покрајни знаат дека секој оној, било да е тој маж или жена, кој ќе влезе неповикан кај царот во внатрешното предворје, го чека само еден закон – смртна казна, освен ако царот не го испружи кон таквиот својот златен жезол и му го поштеди животот. А јас веќе 30 дена не сум била повикана кај царот. На Мардохеја му беа соопштени Естирините зборови, па тој и порача на Естира: не мисли дека ќе се спасиш, затоа што се наоѓаш во царскиот дворец, единствено само ти од сите евреи, зошто ако молчиш во оваа прилика, на евреите ќе им стигне помош и спасение од друга страна, а ти ќе пропаднеш со куќата и својот татко. Кој знае дали токму и не си се искачила до царската чест заради часот каков што е овој. Естира пак му порача на Мардохеја: ајде, соберете ги сите евреи кои се наоѓаат во Шуша. Постете за мене, не јадете, ниту пиете 3 дни и 3 ноќи. И јас ке постам така со своите девојки. Така подготвена, ке влезам кај царот, иако е спротивно на законот, па ако треба да загинам, ке загинам. Тогаш Мардохеј се повлече и направи како што му нареди Естира. Глава 5. Во третиот ден, откако прекрати да пости, ги соблече молитвените облеки и се облече во царската облека и застана во внатрешниот трем на царевата куќа.
спроти царскиот дом. А царот седеше на својот царски престол во царскиот дом спроти влезот на куќата. И кога царот виде дека царицата Естира стои во дворот, таа најде благодат пред него. И царот го испружи златниот жезол што го држеше во раката кон Естира. А Естира се доближи и се допре до крајот на жезолот. Царот рече: "Што ти е тебе, царице Естиро? Што сакаш? Ако е тоа и половина од царството, ќе ти биде." Естира одговори: "Царот, ако му е мило, нека дојде со амана на гозба што денес ја подготвив." Царот одговори: "Известете го веднаш амана за да се исполни Естирината желба." Царот дојде со амана на гозбата што ја подготви Естира. Додека пиеа вино, царот и рече на Естира: "Што и да побараш, ќе добиеш. Што и да посакаш, ако е тоа и половина од царството, ќе ти биде." Естира одговори: "Мојата молба и желба е, ако најдов милост во царевите очи и ако му е угодно на царот да ми даде што молам и да направи што сакам, царот да дојде повторно со амана на гозба што утре ќе ја подготвам за нив, и тогаш ќе постапам според царскиот збор." Во тој ден Аман излезе среќен и со задоволно срце, но се расрди многу на Мардохеја кога виде дека при царската врата не стана ниту се помрдна пред него. Аман се совлада сепак. Отиде дома и испрати по своите пријатели и по својата жена Сереса. Им раскажуваше за блесокот на своето богатство, за мноштвото своји синови и за се она што царот го возвеличи и со што го издигна над сите своји кнезови и службеници. Аман уште додаде: "И царицата Естира не повика покрај царот никој друг, освен мене, на гозбата што ја подготвила. И утре, покрај царот, само јас сум неизин гостин. Но се тоа не може да ме направи среќен додека го гледам евреинот Мардохеј, како седи при царевата врата." Неговата жена Сереса му рече, и сите негови пријатели: "Направи бесилка висока 50 лакти. Утре наутро побарај од царот, нека го обесат на неа Мардохеја. Потоа оди среќен со царот на гозба." Советот му се виде добар на Амана, па тој нареди да се направи бесилката. Глава 6. Во таа ноќ царот не можеше да заспие. Затоа нареди да му донесат и да му читаат од книжниот свиток за знаменитите настани од летописите. Таму се најде запишано како Мардохеј ги подкажа Вихтана и Тереса, двајцата цареви дворјанци, чувари на прагот, кои се подготвуваа да подигнат рака против царот Ахасвер. Царот праша: "Каква чест и какво одликување му се дадени на Мардохеја за се тоа?" Царевите слуги, дворјанците, кои го слушаа, одговорија: "Ништо не е сторено за него." Тогаш царот праша: "Кој е во предворието?" А во надворешниот двор на царскиот дворец беше стигнал Аман за да бара да го обесат Мардохеја на бесилката што веќе беше направена за него. Царевите службеници одговорија: "Ене, Аман се наоѓа во предворието, нека влезе," нареди царот. Штом Аман влезе, царот го праша: "Што треба да му се направи на човекот кого царот сака да го почести?" Аман си рече во себе: "Кого сака царот да го почести, ако не мене?" Затоа му одговори на царот: "За човекот кого царот сака да го почести треба да бидат донесени царските облеки, што самиот цар ги облекува, и да биде доведен конјот кого царот го јава, и да му биде ставен царски венец на главата. Облеките и конјот царот нека му ги предаде на еден од најугледните цареви кнезови, за тој да го облече оној кого царот сака да го почести,
и нека го одведе на конј до градското трговиште, извикувајќи пред него. Така му бидува на оној кого царот сака да го почести. Тогаш царот му нареди на Амана: земи ги веднаш облеките и конјот, како што рече, па направи така со евреинот Мардохеј, кој седи при царевата врата, и не пропуштај ништо од она што си рекол. Аман ги зеде облеките и конјот, го облече Мардохеја во облеките и го помина на конјот по улиците на градот, викајќи пред него: така му бидува на оној кого царот сака да го почести. Малку потоа Мардохеј се врати кај царевата врата, а Аман, тажен и со покриена глава, отиде бргу дома, та и раскажа на Сереса, својата жена, и на сите своји пријатели што се случи. Неговите советници и жената Сереса му рекоа: ако Мардохеј, пред кого почна да се сопнуваш, му припаѓа на еврејскиот род, не ќе го надвиеш, туку тој без друго ќе те обори. Уште разговараа за тоа кога ете ги царевите дворјанци. Дојдоа да го бараат Амана за да го одведат бргу на гозбата што ја подготвила Естира. Глава 7. Царот и Аман дојдоа на гозбата на царицата Естира. И во тој втор ден, додека се пиеше вино, царот и рече на Естира: која ти е молбата, царица Естиро? Ќе ти биде задоволена? Која е твојата желба? Ако и е половината од царството, ќе ти биде. Царицата Естира одговори: ако цару, најдов милост во твоите очи, и ако ти е по волјата, нека ми биде подарен во името на молбата животот, а во името на желбата мојот народ, зашто јас и мојот народ сме предадени за погубување, за колење и за уништување. Да бевме предадени во робство, ке молчев, зашто неволјата не ке беше штетна за царот. Но царот Ахасвер ја прекина царицата Естира во зборот, па ја праша: кој е тој? Каде е тој што намислил да направи нешто такво? Тогаш Естира одговори: прогонувачот и непријателот е Аман, овој злосторник. Аман се исплаши пред царот и царицата. Царот гневен го остави виното, та отиде во градината на дворецот. Аман остана покрај царицата за да ја моли за својот живот, зашто увиде дека е готова неговата среќа пред царот. Царот се врати од градината во дворницата каде се пиеше виното. Дотогаш Аман беше паднал на постелката врз која се наоѓаше Естира. Се обидуваш уште и со насилство над царицата и тоа во мојот сопствен дом, извика царот. Туку што тие зборови излегоа од царевата уста, му го покрија лицето на Амана. Тогаш кажа Арвон, еден од дворјанците кои стоеа во царевата служба: Енеја и бесилката што ја подготви за Мардохеја, кој зборуваше во царева полза, се наоѓа покрај Амановата куќа и е висока 50 лакти. Царот заповеда: обесете го на неа. Амана го обесија на бесилката што ја беше подготвил за Мардохеја и царевата јарост стивна. Глава 8. Во истиот ден царот Ахасвер и ја предаде на Естира куќата на Амана, гонителот на евреите, а Мардохеј стапи пред царевото лице, зашто Естира му објасни на царот што и е тој. Царот го извади печатниот прстен, што веќе го имаше одземено на Амана, и му го даде на Мардохеја, а Естира го постави Мардохеја над Амановата куќа. Тогаш Естира пак му прозборува на царот. Му се фрли пред нозете, се расплака и го замоли најтопло да го осуети злото на агагеецот Аман и опакиот наум што го имаше засновано против евреите. Царот го испружи кон Естира златниот жезол.
Естира се подигна, застана пред царот и рече: ако му е волја на царот, ако најдов милост пред неговото лице, ако му е право на царот, та ако сум мила во неговите очи, нека отповика писмено се што напиша Аман, синот Амедатин, Агагеец, со опака намера да се погубат евреите кои се наоѓаат во сите покрајини на царството. Та како би можела јас да ја гледам несреќата, што би го погодила мојот народ? Како би можела да ја гледам гибелта на својот род? Царот и одговори на царицата Естира и на евреинот Мардохеј: ете и ја подарив на Естира Амановата куќа, а него го предадов да биде обесен, зошто ја беше подигнал својата рака против евреите, а вие во царевото име напишете за евреите што ќе ви е угодно и запечатете го со царевиот прстен. Зашто е неотповиклив прогласот што е напишан во царево име, та запечатен со царевиот печат. Тогаш, во 23-тиот ден на 3-тиот месец, односно на месецот Сиван, беа повикани царевите писари и според се што имаше наредено Мардохеј, им се напиша на евреите, на намесниците, на управителите и на кнезовите на покраините од Индија до Етиопија, а беа 127 покраини, на секоја покраина со нејзиното писмо, на секој народ на неговиот јазик, па и на евреите со нивното писмо и на нивниот јазик. Тој ги напиша писмата во името на царот Ахасвер и ги запечати со царевиот печат, па ги испрати со брзоотците кои јаваа на коњи и на мазги од царската коњаница. Царот им дозволи на јудејците по сите градови дека можат да се состануваат да го бранат својот живот, та да ја погубат, да ја истребат и да ја сотрат секоја народна или покраинска војска која би ги нападнала, не поштедувајќи ги ни децата, ни жените, а им беше слободно да им ги ограбат нивните имоти. Се во истиот ден во сите покраини на Ахасверовото царство, во 13-тиот ден на 12-тиот месец, односно на месецот Адар. Преписот на писмото, што имаше да стане закон во секоја покраина, беше објавен меѓу сите народи, за да бидат во тој ден евреите подготвени да им се одмаздат на своите непријатели. Брзоотците, коњаници на царевите нескопени коњи, тргнаа веднаш и летнаа по царевата наредба. Наредбата беше објавена и во тврдината Шуша. Мардохеј излезе од кај царот облечен во царска облека, од црвено сукно и од лен, со голем златен венец и со наметка од одлична ткаенина и од отворено црвено сукно. Градот Шуша воскликнуваше и се веселеше. Тоа беше за евреите ден на светлина, на веселба, на воскликнувања и на прослава. Во секоја покраина, во секој град и место, докаде допре царевиот указ и закон, меѓу евреите завладеа веселба, радост, гозба и празник и мнозина од народите на земјата станаа евреи, зошто ги опфати страв од евреите. Глава 9. Во 13-тиот ден на 12-тиот месец, месецот Адар, кога требаше да биде извршена одредбата на царевиот указ, во истиот ден, кога непријателите на евреите се надеваа да завладеат над нив, се случи спротивното. Евреите завладеа над своите непријатели. Евреите се собраа по своите градови во сите покраини на царот Ахасвер, за да удрат на оние кои ја бараа нивната пропаст. И никој не се осмели да им пружи отпор, зашто сите народи ги опфати страв од јудејците. Сите кнезови на покраините и намесниците, управителите и царевите чиновници ги штитеа евреите, зашто ги беше опфатил страв од Мардохеја. Зашто Мардохеј
стана голем во царскиот дворец. И по сите покрајни се ширеше гласот дека Мардохеј станува се посилен. И така евреите удрија со меч по сите своји непријатели, ги исекоа и ги сотреа. Со своите мразители постапија како што им се сакаше. Само во тврдината Шуша евреите погубија и сотреа 500 луѓе. Ги погубија Фарсандат, Далфон, Аспат, Порат, Адалии, Аридат, Фармаст, Арисај, Аридај, Ваезат и 10 синови на Аман, синот Амедитин, гонител на евреите, но не се полакомија по имот. Во истиот ден, откако научи за бројот на убиените во тврдината Шуша, царот и рече на царицата Естира: во тврдината Шуша евреите погубија и уништија 500 луѓе и 10 Аманови синови. Тогаш, што ли направиле во другите покрајни на царството? Која е сега твојата молба? Ке ти биде послушана. Која е твојата желба? Ке ти биде исполнета. Ако му е по волја на царот, рече Естира, нека им се дозволи на евреите кои живеат во Шуша да го применат уште утре истиот закон, како и денес, и нека бидат обесени 10 Аманови синови. Царот нареди да се направи така. Законот беше прогласен во Шуша и беа обесени 10 Аманови синови. Така евреите на Шуша се собраа и во 14-тиот ден на месецот Адар погубија во Шуша уште 300 луѓе, но ни тогаш не ставија рака за грабеж. Другите евреи, оние кои живееа во царските покрајни, се собраа да ги бранат своите животи и мирот од непријателите. Погубија 75.000 непријатели. Но ни тогаш не се полакомија по плен. Беше 13-тиот ден на месецот Адар. На 14-тиот ден евреите мируваа. Тоа беше ден на гозба и веселба. Евреите во Шуша, кои се собраа во 13-тиот и 14-тиот ден, мируваа во 15-тиот ден. Тоа беше ден на нивната веселба и гозба. Затоа евреите пољани, оние кои живеат во неутврдени села, празнично го прославуваат 14-тиот ден на месецот Адар, веселејки се и гоштевајки се и разменувајки дарови меѓу себе. Мардохеј ги опиша тие настани и им испрати писма на евреите во сите блиски и далечни покрајни на царот Ахасвер. Им наложи да ги прославуваат во секоја година 14-тиот и 15-тиот ден на месецот Адар, како ден во кој евреите постигнаа спокој од своите непријатели и како месец кој ја претвори нивната тага во радост, а нивното жалење во празник. Нека ги прославуваат со гозба и со веселба, разменувајки дарови меѓу себе и делејки им поклони на бедните. Евреите прифатија да го пазат она што веќе сами од себе почнаа да го прославуваат и за што им пишуваше Мардохеј. Аман, синот Амедатин, Агагеец, гонител на евреите, кога науми да ги уништи сите, фрли жрепка за нивното погубување и истребување. Но кога царот научи за неговата замисла, тој нареди писмено: нека се обори врз неговата глава опаката замисла што ја беше засновал против евреите, и нека биде обесен, тој и неговите синови. Затоа тие денови се наречени Пурим, според зборот Пур. Затоа, според сета содржина на тоа писмо и според она што видоа и што им беше пренесено, евреите се обврзаа неотповикливо и прифатија за себе, за своите потомци и за сите оние кои ќе се здружат со нив, дека ќе ги прославуваат секоја година тие 2 дена според тој пропис и во тоа време. Тие денови
треба да се слават и да се спомнуваат за нив од поколение до поколение во секое семејство, покрајна и град. Тие денови на Пурим не смеат да исчезнат пред евреите, ниту споменот за нив да биде избришан од нивниот род. Царицата Естира, ќерката Авихаилова и евреинот Мардохеј го напишаа тоа што посилно, за да го подкрепат така уште еднаш писмото за Пурим. Писмата им беа испратени на сите евреи во 127 покрајни на Ахасверовото царство, со порака на мир и верност, за да ги пазат тие денови на Пурим во нивното одредено време, како што го одредија тоа евреинот Мардохеј и царицата Естира, и за да пазат пост и молитви, онака како што тие се обврзаа себе си и своите потомци. Така Естирината наредба ги озакони овие прописи за Пурим, и тоа беше запишано во книжен свиток. Глава 10. Царот Ахасвер им наложи данок на земјата и на морските острови, сите дела на неговата сила и храброст, а исто така и извештајот за издигањето на Мардохеја, кого царот го возвиши, запишани се во летописите на царевите на Мидија и Персија, како евреинот Мардохеј беше прв по царот Ахасвер, голем во очите на евреите, возљубен од мноштвото своји собраќа, за благосостојба на својот народ и гласник на мир за својот род.